Да, почитувани гледачи, добре дојдовте назад во програмата на телевизија Нова. Како што најавив во вестите, вечерва правиме пресек на тоа докаде е реализацијата на договорот од Пржино. Веста на денот е дека СДСМ ја прифати методологијата предложена од Државната изборна комисија за прочистување на избирачкиот список. Токму ова ќе биде првата тема на која ќе разговараме со моите гости. Професорката Иванка Додовска, добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата и ви честитам на успешно започнатиот старт на новата телевизија. Благодарам. Политичкиот аналитичар Алберт Муслију, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата и честито нова работа. Успех. Благодарам. И колумнистот Тодор Пендаров, добро вечер и вас, Тодор. Добро вечер и од моја страна се придружувам кон желбите за успешна работа. Се надевам ќе го задржите професионализмот кој го покажавте веќе на самиот почеток. Тоа ќе биде голем придонес за медиумскиот простор кај нас во Македонија, бидејќи токму тоа фали, професионализмот во медиумите. Се надевам ќе одговориме на вашите очекувања. Да започнеме, како што реков, со главната тема денес, тоа е дека СДСМ конечно прифати методологијата за прочистување на избирачкиот список. Практично ова не е ново. СДСМ уште минатата недела ги прифати методологиите предложени од ДИК, но ги условуваше со предлогот на Ван Хауте за медиумите да го прифатат владачките партии. Како гледате на овој денешен потек на опозицијата? Професорки, повелете вие. Па, видете, во суштина се ова што се случува во изминатиот период само покажува на крајот на денот дека Социјалдемократскиот сојуз минатата година избра погрешна стратегија како би успеале да ги придобијат гласачите во Република Македонија и да го свртат кормилото кон во своите раце практично. Ова што се случува од донесувањето, подпишувањето практично на договорот од Пржино, па се до враќањето на опозицијата во рамките на собранието на Република Македонија, како и сите чекори кои што беа испочитувани од страна на власта во однос на она што беше политички договорено, покажува дека социјалдемократскиот во една безизгледна ситуација во која не може да се снајдат, гледајќи дека не успеа нивните методи, мораа да најдат механизам со кој што повторно на еден негативен и нетранспарентен начин ќе прават одолговелекување кое што исто така нетранспарентно ќе ја замајуваат јавноста и со тоа ќе можеби успеат повторно да дојдат до одредени преговори или нов договор на кој што се надеваа на почетокот на годинава, преку кој сакаат да го пролонгираат времето за изборите, како и да пролонгираат некои работи во фазите кои што беа предвидени, со кои практично покажаат дека не само што се одамна, да речем, како концепција политичка изгубени во времето и во просторот, туку и покажаат дека имаат еден и антидржавен елемент, би морала да потенцирам, бидејќи воопшто не водат сметка за регионалните и за глобалните предизвици со кои што ќе се соочиме во наредниот период, тоест по април 2016 година. Оттаму мене воопшто не ме зачудуваше тоа што се бара разни изговори. Мислам дека има добар тим околу господинот Зоран Заев, кој го советува на каков начин да умеат да манипулираат и да создаваат одреден тип на манипулации, преку кои изнаоѓаат одредени, да речем, битни прашања, како што е, например, можеби јавниот радиотелевизиски сервис, кој што, например, тема која би можело да се решава и на дневно ниво и така натаму, можеме за тоа и понатаму да говориме, но само сакам тоа да укажам на тоа како еден пример за тоа на каков начин во суштина нивната цел е да одат на што подолга екстензија, да и при тоа по извесен период да ги прифаќаат едно по друго сите очигледни, реални и логични решенија кои што веќе се договорени и утврдени и со истите да едноставно можеби парираат на одредени теории на заговор за кои не можеме сега во овој момент да шпекулираме. Алберт, би се согласили ли со професорката дека СДСМ на некој начин бара алиби за да ги одложи изборите по секоја цена? Види се, Пржинскиот договор во јуни е подпишан и јули подпишан. Самиот факт што два дела е подпишан говори дека тука нешто шкрипело. Второ, добрите услови поврзани со избирачкиот список, Државната изборна комисија требаше да се реализираат уште од септември. Така да тоа што денес е договорена таа методологијата, треба прво да чуеме дали таа ќе успее временски, защото временскиот рок е многу краток за да, ако збориме за датумот за 24 април, така да не верувам дека ова битно ќе влие на тие дилеми кои постојат во врска со датумот на изборите. Тоа ќе го знаеме тек на 20
ја многу не сум ги земал здраво за готово било кои изјави, или од едната или од другата страна во суштина во однос на условите, затоа што двете страни имаат интерес во целиот тој процес, така да не се они неутрални и објективни во врска со процесот. Дека одолговлекување имаше и тоа не можеме ние да го мислам, ако направиме на ретроспектива колку вида на одолговлекување и блокади имаше во целиот процес, тоа ќе знаеме зошто процесот цело одеше толку споро и зошто ние сме дошли во ситуација да на 2 февруари збориме дали условите се исполнети или не се. Тие услови требаше оддавна да се исполнат и во смисла на избирачкиот список, формирање на Државната изборна комисија, функционирањето на Државната изборна комисија, пошто таа има зголемени функции сега. Ја сигурно на крај би поставил прашање, па зошто овој избирачки список, ако толку е лесно да се прочисти, зошто не го прочисти? Секој изборен циклус ми имавме забелешки од нашите меѓународни партнери дека нешто сериозно не чини со тој изборен процес. Не би влегувал у нели да укажам кој е крив, зошто е крив, кому му е во интерес. Во интерес на нас како граѓани е да имаме објективни демократски избори за да можат резултатите да го рефлектира стварно, да рефлектираат волјата рефлектираат волјата на граѓаните. А дека сите во процесот, а највише се одговорни тие кои ги имаат инструментите на власта. Не можеме ние тие кои ги немаат инструментите на власта да ги караме или да укажуваме на тоа дека оспоруваат нешто што не е во нивни раце. Затоа што инструментите кои власта ги имаше, ги користеше на секој начин за целиот овој процес да се одолговлече. Значи, не само да стигнеме до тоа да се прочисти списокот. Туку требаше да имаме функционална државна изборна комисија, требаше таа и кадровски да се екипира, да почне со работа и да влезе во процесот на прочистување на избирачкиот список. Дури ако се направи тој процес на прочистување, ќе останат многу дилеми, дубиози, затоа што ќе се направи многу брзо. Значи, временски нема време тој да се направи објективно со теренски проверки, поопширни теренски проверки. Сега и ако се прави, ќе има вкрстени теренски проверки и ќе може да остави сенка врз целиот процес, а во сето тоа ние као граѓани сме оштетени, затоа што ние целиот тој процес и го плаќаме и учествуваме во тоа и очекуваме објективни резултати. А вината кај кој е, сигурно нема ја да очекувам сега СДСМ да го фали ВМРО или ВМРО да го фали СДСМ. Ја ќе очекувам оценката на нашите меѓународни партнери, ми е до 20 февруари, да. Ја најавија и таа е објективна затоа што они не учествуваат во целиот процес и верувам дека реално треба да бидат објективни, затоа што ако проценат дека има услови, они секако ќе носат и дел од, како да кажам, вината, ако истите не бидат демократски, објективни, транспарентни и така натаму. Ако проценат дека не е, ќе треба за тоа да дадат аргументи и ќе има, нели, поместување и на датумот. Но секако мислам дека независно од нашата дневна политичка сцена, од јавните мненија, мислам дека нивниот став е објективен во тоа дали услови има или нема. А кој е виновен? Секако, ако ние као општество сакаме вакви работи да не се случуваат, треба објективно да пристапиме да видиме кој е виновникот, кои се причините. Но сите тие успорувања кои се случуваа видиме, ние имавме неколку месечни преговори дури за начинот на прочистување на списокот, се испадна дека начинот на договарање владеачките партии дури амблок рекоа ние ќе се согласиме со се. Па зошто тоа не се стори 2014, 2011, 2008? Значи ние ама зошто имаме дефекти? Ма вие дефектот е затоа што заев ако ќе работи. Не, ама зошто имаме дефекти сега? Зошто е потребно да се прочисти ако веќе е прочистено? Забелешките за прочистувањето ни се во извештаите на ОДИГР. Токму така, па ги имаме извештаите, таму е све јасно. Не, ама за избирачкиот список ние имаме. Не. Позитивни техничко изведување на денот на изборите. Не, само ама да не бегаме. Значи избирачкиот список. Ама тоа не значи дека избирачкиот список е чист. Да укажем, избирачкиот список после секој изборен циклус за него е укажувано дека не е прочистен. Ние сме имале едно поголемо прочистување, но не е прочистен, затоа он е испорен. И ние од секој извештај на ОДИГР... Зошто не е? Тој практично перманентно треба да се почистува. Како умират луѓе да се отстрануваат, како ние збориме за големи дискрепанции. Значи ние ако имаме 1.850.000 гласачи, а имаме 2.020.000 жители, значи само 170.000 испод 18 години. Правилата државна изборна комисија, само тоа е работа. Па видите, ама државната изборна комисија 60% е во ист состав сега. Значи не е друга.
И истиот состав е од политичките партии. А од 2008 цело време председател е делегат од страна на Социјалдемократскиот Добро, сојуз. тоа е по закон. Ама Да, секој по закон, ама да, секој да, Не, ама секој треба да сноси својата одговорност. Има Али одговорност, зошто го потпишува извештај. зошто пред 2016 не ги поврза Државната изборна комисија, Министерството на внатрешни, значи сите да ја одговара на Државната изборна комисија. Зошто ние као општество моравме да поминуваме низ трауми кои можеле да ги решат. И значи не може сите да се амнестираат сега дека тука све било во ред, ама иако е во ред, ние пак имаме проблем. Значи, ние имаме проблем, Државната изборна комисија доби изголемени ингеренции, ова може да го договорат и през 6 месеци, значи, не гледам причина зошто не го договорија през 6 месеци, и ќе влеземе во нормална процедура. Сега имаме цајтнот. Ако имаме цајтнот, ви велам, ја не верувам дека нашите меѓународни партнери ќе дојдат тука и знаејќи ги нашиот начин на однесување на нашата политичка елита, дека они ќе превземат врз себе одговорност да стават гаранција за нешто што не може да го гарантираат. Така да нивната проценка верувам дека ќе биде многу пообјективна него нашата тука, кои секако сме субјективни. Прашање да му дадеме на збор на господин Пендаров, па ќе продолжиме. А мислам дека е навистина трагично за ова општество и за оваа држава 25 години од самостојувањето да зборуваме за избирачки список. Не можеме да збориме 2 милиони, ако бевме Не, некоја држава. Инаку Тогаш ќе бевме многу демократи. Инаку вака еднашка мислам Може за дека тоа Кина нема ни демократија, не може да се збори. значи тоа е најголемата трагедија. Да зборуваме после 25 години за избирачки список. Тој проблем го нема на Словенија, го нема на Хрватска, го нема на Србија. Например, Хрватска во времето на Туџман, едно, да речеме, авторитарно општество, никогаш опозицијата не го спомна и никој не го спомна избирачкиот список дека не е вред. Со внатрешни миграции, значи довербата, тоа е ама проблем. ние значи 25 втора работа што е трагедија, што навистина за мене е трагично, што го кажува колегата Мислив, се ќе доаат странците и пак странците ќе пресечат дали имаме услови за избори или не. Трагично е. Трагично, значи ние не сме способни. Зошто? Бидејќи не сме функционални никако држава, никако општество. Па не од сега, 25 години. Опозицијата е посебно трагична. Во последната колумна напишав дека тотално се изгубени во простор и во време. Не знаат кај се, не знаат што се. Дури се ценкаа со избирачкиот список, евете го избирачкиот список, дај ми ги тиме на медиумите. Мислам, смешни работи, трагични работи. И точно што го кажа колегата Муслију, цехот, односно го плаќаме ние граѓаните. Значи, ние го плаќаме финансиски, изгубивме политички. ова методологија што сега е прифатена од сите партии без никакви забелешки, предложена од Државната изборна комисија во декември уште. Сега сме февруари, значи повеќе од еден месец е изгубено во празенот за ништо. Не е спорно, ама токму тоа. Ама да се затоа што избереше во септември, оваа ќе ја предложат во октомври. Они може и попис да направат у декември и да влеземе у нер. Значи, овде целиот процес е изместен. Целиот процес, не е се само слагам со господинот Муслију дека целиот процес од потпишувањето на договорот на Пржино, значи двете страни гледа како договорот ќе го свртат во своја корист. Изборниот законник во кој 24 април е внесен како датум е изгласан во ноември, ако не се лажам. Точно. Ако Државната изборна комисија требаше да биде избрана во јули, составот, надлежностите нови требаше да ги добие до 30 септември, ако не се лажам. Зошто никој кој се гласаше тој изборен законник не кажа, луѓе, проблем е датумот. Одреден е во изборниот законник во 3 или 4 одредби стои датумот. Вака, значи тоа е припишано од договорот од Пржино. Значи договорот од Пржино е гледате, договорот од Пржино е една хермафродитна форма која е скоро не како што детонскиот договор многу тешко можеш да го оствариш во пракса, така и овој договор, иако е многу по својата содржина многу потесен и не навлегува, али тоа е тотално хермафродитна форма. Прво, како можеш ти да правиш датум, да ставиш датум, а пред тоа бараш еден куп други услови и ги кажуваш. На првиот услов ако заглавува се. Значи, требаше датумот да биде отворен за мене, за кога да има избори, додека не се исполнат сите оние работи. Добро, за тоа има објаснување. Добро, има објаснување. Има извршност. Да, законот има извршност и во моментот кога стапува на сила, тоа е закон. Ајде, кажете ми, професорке, во која држава вие имате со закон уредено
100 дена пред изборите да падне премиерот и да дојде некој нов премиер. Токму тоа сакав да говориме. Нигде го нема у свет. Да, сега ќе ви кажам, тука ќе ја видите, значи, Тука ја гледам таа тука ќе химафродитноста на договорот силата на ВМРО ДПМН и демократскиот капацитет на владеачката гарнитура да се соочи и со предизвик како што е прифаќање на преседанот со кој што се согласувам дека е преседан и лично бев против. Бидејќи знаете ќе ве потсетам на еден момент пред некој ден во мојата емисија говоревме со Цветин Чилиманов баш на овие теми и така интересен беше моментот, ете сега ќе си дозволам да го пренесам и тука пред вашите ценети гледачи. Например, имаше еден момент кога требаше да се случи кандидатурата на господинот Бранко Црвенковски за председател на Република Македонија, но се уште де факто извршуваше позицијата председател на владата на Република Македонија. Да. И тогаш опозицијата, тогашната опозиција, предлагаше господинот Црвенковски, бидејќи е во извршна власт, а влегува во избори за председател на држава, да си поднесе нешто слично беше како ова оставка. Не се сеќавам сега точно на деновите колку што требаше да имат геп, простор, и во рамките на тој простор да се избере технички премиер кој што ќе ја спроведе председател, ќе биде дел од овој процес на изборот за председател на државата, па доколку и тоа не беше прифатено. Апсолутно, де факто. Тоа не го прави. Знаете како се вадеа? Се сеќавам се вадеа на тоа дека кога се кандидираат за градоначалници, пратени кандидираат за градоначалник и првпат сега се случи со господјата Теута Арифи и со господинот Бејта. И со твојот градоначалник, со Бејта, да си дадат оставки на функцијата пратеник, чим се кандидира. Пред тоа имаме неколку примери. Прво, ја не гледам зашто ми е толку трагично кога ги прифаќаме. Види, ние многу ги врзуваме институциите со личностите. Кај нас, ако имаме технички премиер, немаме недостаток на влада. Никој вика дека имаме недостаток на влада, Види сега, некои ситуации во кои ние се најдовме. Експериментира со мене. Ама затоа што ние се соочивме напролет со некои работи кои се во некои други општества неодржливи. Значи, ние поминуваме, не можеме ние сега да земаме примери од Англија, да ги користиме во Македонија, а поминуваме низ една тотално изместен систем на институции. Значи, ми имаме извештај од Прибе, не е тука само Пршинскиот договор. Имаме извештај од Прибе во кој е укажано дека ми имаме сериозни аномалии во институциите, дека голем број на институциите се сериозно превземени од политички партии. Така да Ама не е тоа 25 години така. Ама видите, има во светот решенија кои се прилагодени на ситуацијата. Поствоена Германија има ситуации во кои јавен сервис, тајна служба ги номинираат од опозицијата. Затоа што они поминале низ една траума и се видело дека треба дополнителни системи на контрола. Така да, ова што се случува, тоа е за поздравување, ама не е ништо трагично. Имаме техничка влада, тоа што не го направиле за време на председателските избори, требале да го направат. Но сигурен сум дека да имавме тогаш да слушавме вакви работи кои што ги слушавме сега, дека и тогаш не можеше да избега тоа да го направи. Знаете ли зашто сум против техничката влада? Затоа што на фактичкиот премиер, не е важно дали е сега Груевски, утре ќе биде некој друг, ние му даваме 3 месеца да прави кампања. Утре ако да е СДСМ, техничка влада пред 100 дена, премиерот исто кој што го прави сега Груевски ќе шета околу и подобро да прави кампања као председател на партија, него истата да ја прави као премиер на сите граѓани. Видите, председател на една партија, ама не. Ама оди он заедно со тој технички премиер. Па зошто ние не реагираме, зошто го прави тоа? Ама тоа може да го прави, тоа е негово уставно загарантирано право да шета. Кој дека не е? Види, дека ќе го прави кој премиер. Да правиме паралела помеѓу премиер и председател на партија. Премиерот е премиер на сите граѓани, председател е само на негови членови. Не председател на партија, председател на сите, така да кај нас тоа е стандардизирана нормал дека премиерите водат политички кампањи, не е изместено. Тако преседан е изместена работа. Ако може да додадам нешто, добро е што во македонското плурално општество постојат разновидни ставови, размислувања и добро е што се повеќе и повеќе македонските граѓани и интелектуалната елита, без разлика од која провиненција доаѓа, има се посилен глас
и е меродавна во однос на општествените и политичките случувања. И тоа е нешто што е за поздравување и со кое што се гордеам и јас како политолог и како граѓанин на Република Македонија. Од друга страна, секако дека како теоретичар, многу од овие работи ми се многу полесни да ги прифатам, отколку, например, да луѓето од праксата, луѓето кои што работат како вас во медиумите, во една жива динамика катадневно кога се менува процесот, бидејќи тоа е многу болно и многу тешко човек да се адаптира. Исто како институциите на кои што им е тешко да се адаптираат и да прифатат дека промените кои што доаѓаат и се повеќе што ќе доаѓаат во иднина, ќе трпат голем број на предизвици и голем број на амплитуди кои ќе одат за некој добро, за некој лошо и така натаму, но тоа е сега друга тема. Она што сакам да го кажам е дека ова што ние го преживуваме како општество, еве и вие тоа што го кажувате. Ценам дека е процес кој што во еден многу мал, краток временски период ние сакаме да се трансформираме во едно вистинско либерално-демократско општество. Ние сакаме ние како индивидуи, како граѓани, македонските граѓани го имаат капацитетот и го имаат прифатено предизвикот на современиот свет. Ние токму знаеме каде сакаме да бидеме и на кого со кого се огледуваме, затоа и ги бараме западњаците, затоа прашуваме од нив и така натаму. Но од друга страна мора да сватиме. И на тој начин можеби ќе се пацифизираме како општество, нема да постои толкова сегментираност и поделеност внатре помеѓу граѓанството, туку напротив, граѓаните ќе ги притискаат елитите понатаму да дејствуваат во нивни интерес, бидејќи тие им ја даваат власта и тие ги делегираат на позициите на кои што се, да имаат чувство на одговорност и на етичност. Тоа што го прават странците сега. Тоа е она што е битно. Видете сега, например, кога ќе го разгледувате, беше спомнат англискиот парламентарен систем. Например, јас тоа со моите студенти го работам. Таму низ крв и голем број на превирања и падови со столетија се создавал системот на кој што е. Сега ми го спомнувате кралот што е обезглавен или Кромвел. Јас сум бил во британскиот парламент 10 дена како службеник. Така да го познавам многу добар британскиот парламент. Вие ми зборувате сега општество што ќе знам 25 години кај сме? Кај отидоа словенците, кај отидоа хрватите? Ама видете, хрватите кои доживеа на таква војна, видете геополитичката структура на пак некој друг е крив од надвор. Видете, па ние не сме иземени од светот. Не, дали не кој вика дека сме иземени од светот? Еве сега ќе ви кажам една друга работа. Вие зборувавте и Алберт го спомна 20 февруари. Да, и тоа е интересен датум, мислите ќе го очекуваме. Ќе го очекуваме мислењето на странските представници, бидејќи тие беа по наша вина, волја, беа повикани да бидат медијатори. Така. Ние ги повикавме, тие не се понудија да дојдат, ние баравме од нив помош, ние не можевме меѓусебно да се договориме. Зборам нели политичките елити, не граѓаните се разбира. Но, значи, исто така, пред извесен период имавме и една изјава на еврокомесарот Јоханес Хан, каде тој не само што даде легитимитет на изборите на 24 април оваа година, туку и укажа на тоа дека кој сака транспарентно и да прифати да излезе во парламентарна трка, бујрум, се очекува единствено тоа да биде на транспарентен, демократски и еден фер начин со кој на крајот на денот ќе имаме победник на тие избори и кој да е тој, ќе биде прифатен, треба да води со државните работи. Но зошто е тоа така? Еврокомесарот Хан видовме дека се соочи со огромен број на критики од страна на опозицијата, претежно од опозицијата дојдоа, најмногу од таму. Кога беше договорот од Пржино, по подпишувањето на договорот од Пржино, ако веќе зборуваме опозиција или власт, Хан беше нападнат од така наречените патриотски медиуми. Прво го нападна патриотските медиуми. Немаше таков интензитет. Не, немаше. Так, се слагам дека немаше, но прво они го нападна. Дайте да бидеме реални. Да, апсолутно се согласувам со вас. Тој беше медијатор и нормално дека одговара на нивните положени. Беше коментирано, значи кога се случуваше договорот од Пржино, ние активно и како Центар за истражување и заедно со моите колеги дебатиравме, следевме, комунициравме со новинарите кои беа таму и мислам од таму можам да кажам дека неспоредливо е ова што го доби како
порција кога се случи изјавата што ја даде за бугарскиот весник и него е став. Но она што го забораваат кога го напаѓаат или кога ги се критикуваат ставовите на медиаторите е дека всушност еврокомесарот Хан не кажува како Јоханес Хан, како господин Хан, што мисли во врска со изборите, дали да бидат на 24. Тоа можеме да мислиме ние тука четворица. Да имаме став. Јас мислам да, некој мисли не, некој мисли можеби, некој нема став и така натаму. Тој зборува во име на Европската комисија. Добро, некои се сумневаат, имаше наслови Ама дека зошто? се размислува во Брисел и за Само Алберт уште една реченица би сакала Иван Хаути проштевај. зборува во името на Европската комисија, па го не растргнав знае на крст го Мислам ставивме. дека Ван Хаутен не знае самиот во која позиција зборува, таму е Не малку би поинаку. рекол дека не знае. Не можете за Ван Хаутен кој има такво едно Само искуство да и завршам педигре мислата, се за... извинувам, да не забораваме, бидејќи треба и регионално да ги, како што споменавме, да ги гледаме позициите. Дека во исто време, со 24 април Македонија предвремени парламентарни избори, исти такви предвремени парламентарни избори се закажани во Србија. Зошто? Зошто Европа сака да има на 24 април избори во Македонија и во Србија? Зошто ги поддржува? Зошто дава позитивен дух? Затоа што не сака? Затоа што мислите дека 24 април е прекрасен датум? Среќен? Не. Туку затоа што во мај ни доаѓаат милион бегалци на граница. И во мај Македонија и Србија треба да биде тампон зона. Треба да има стабилни државни структури кои што ќе имаат енергија да застанат и да се справуваат со овој проблем со кој што Европа и светот допрва не знае како ќе се справува. Ние треба да излеземе од малата слика. Јас се согласувам со вашите ставови и навистина критичкиот став е многу битен зашто тој не движи. Тој ни дава енергија. Но мора да има многу работи да се кажат. Значи јас би сакала во еден краток момент се да сублимирам затоа што и моите се навратиме почитувани околу колеги биралците, имаат. многу важен аспект во нашата криза. Неќем ја да инсистирам. Околу со Хан да го расчистиме. Ето, Да. значи неќем да инсистирам дали ќе биде на 24 или нема да биде. Ја не верувам искрено, но би чекал на 20 да укажат. Тоа што се однесува до изјавата на Хан, имало на разноразни изјави. За мене е битен елемент е тоа што портпаролот на Хан истата вечер излезе дека и каже да ги изваден од контекст. Тоа ми укажува, дипломатијата зборува со дипломатски јазик, не зборува со нашиот овде кога се караме. Ако земеме генерално, за Белгија беше побитно институциите да се стабилни отколку да се избере влада. Знаете, Белгија немаше влада повеќе од година дена. И за Македонија, као принцип е битно ние да имаме демократски, транспарентни, кредибилни избори, а не кој во нив учествува. И тоа е принцип. Тој принцип не може никој да го опонира, затоа што е таков. Дали, ја не знам како му го поставиле прашањето, и тоа е веќе негова работа, мене е битно дека неговиот портпарол излезе и рече дека изваден од контекст. Дека службен став на комесарот е дека треба се спроведе Пржинскиот договор. Ама види ние кога велиме дека Пржинскиот договор треба да се спроведе, ние се качиме за тој член од договорот кој во моментот ни одговара. Пржинскиот договор има многу делови. Пржинскиот договор е и апсолутна функционалност на специјалниот јавен обвинител, функционалност на државната изборна комисија, реформи, државната служба, ДБК, како се вика, и работите кои се поврзани со медиумите, рокови се пробиени. Има тука еден мал милион работи кои се дел од Пржинскиот договор. И Пржинскиот договор, значи, не е потпишан за Македонија да има предвремени избори. Предвремените избори се дел од работите кои се... Не. Тоа е. Значи, начинот за да се излезе од кризата не се само изборите. Начинот е и специјалната јавна обвинителка. Целиот договор, да. Значи, целиот договор е начин да се излезе од кризата. Значи, изборите се дел од начините да се излезе од кризата. Не беа крајна цел. Ние, за жал, као општество правиме паралела помеѓу предвремените избори 2014 и овие 2016. 2014 беа начин за да се спроведат некои политики на кои инсистираше мнозинството. А овде, овие се дел од начините како ние да ја надминеме кризата. Затоа делови од Пржинскиот договор одат многу преку предвремените избори. Специјалната јавна обвинителка не е врзана со датумот на избори. Да, и некои реформи што се предложени од Прибеденска и Род повтори дека многу работи треба. Кај нас, за жал, во општество, пошто така сме навикнати, ми одиме по струјата. 2-3 месеца почнавме да слушаме помеѓу двете страни да се караат кој од кого се плаши.
Кај нас имаме проблем ние со институциите, затоа треба да спроведеме избори. А кој од кого се плаши, тоа е дел од политичкиот фолклор кај нас. Ние треба да обезбедиме такви избори. А после, кому ќе му земе глас, тоа е веќе работа на политичарите и на секој гласач поединечно. Но ние треба да обезбедиме секој гласач поединечно да го даде својот глас. И дали тоа ќе успеат институциите, дали политичките партии, политичките елити ќе покажат доволно енергија и позитивен пристап кон спроведување на сето тоа што го договориле, тоа е веќе работа која треба да ја видиме. Но дека како да кажа, искривуваат вистината и своите обврски кои ги превзеле, затоа што тој кога има избори, тие малте се кампања и едните и другите. Нашите меѓународни партнери се тука затоа што нема доверба дека нашите политичари тоа што го потпишуваат и го спроведуваат. И не ова прв пат. Значи ова не е прв пат да нашите политичари нешто потпишат и после се трудат тоа да го извртат. Тоа се прашувам, дали толку се плашеле па потпишале? Па зошто потпишале? Зошто потпишувате еден договор кој стар знаете дека ќе се трудите да не го спроведете? Не. Види, ми имаме. Сите викаат дека се посветени на договорот, дека максимално се... Но, објективно, некои сопки, некои обструкции, некои успорувања се појавуваат. Тогаш зошто проблеми самиот договор, колку беше непрецизен? Мораме нова да го расчистиме. Значи, прво, пак ќе речам, пак странците ги викаме, пак сами не знаеме да решиме стварите. Ти подобро знаеш од мене, но според некои податоци, овие 25 години странците имаат вложено во оваа држава над $1,500,000,000 преку невладиниот сектор да не научат на демократија и не знам што. Сега ќе кажем една можеби груба работа со $1,500,000,000 беа 2 милиона колко шимпанзо што ги испратихме у Холандија, ќе ги научевме на демократија, не нас да се научиме. Ова навистина е грубо, али навистина веќе човек не знае што да каже во оваа состојба. И сега повторно странците ќе доаат. Пред сега спомнавте Британија, да сме ние малку на Британија, сега сите обложувалници ќе ставеа на тикети дали кога 24 ќе да, така. Еве ја ќе се изјавам храброст и ќе кажам дека сум сигурен дека изборите на 24 нема да бидат, нема да кажам, не сум сигурен кога ќе бидат. Пример, денеска прочитав еден вест 29 мај, или па таа смешна работа Великденски пости па Рамазански пости. Не сакам во тоа да кажам. Дека ова да го довршам. Значи ќе бидат изборите одложени, а победникот бидејќи едниот е... Не можам да сватам што може да се смени за еден месец, но... Ништо нема се смени, победникот ќе биде повторно выборот да помине. Важно е да се изборите фери демократски, да се кредибилни, секој слободно да се искаже својата волја. Професорке, дали Државната изборна комисија после денешното прифаќање на медиите од сите партии има некакви проблеми веќе или едноставно се во нејзини раце да одговори на својата работа? Ова беше последната амбасадорите кажаат дека до 19 февруари треба да завршат со тие вкрстени бази на податоци и да кажат колку всушност луѓе се спорни на тие списоци. Апсолутно се согласувам. Значи ова беше последната кочница за Државната изборна комисија по која апсолутно уште утре тие треба да пристапат и да почнат со работа. Навистина треба овој пат Државната изборна комисија и со измените и дополнувањата кои што ги доби како и поголемиот ангажман со кој што се засили практично незината улога во државата, да покаже еден агилен однос и со тоа нели да докаже дека ова што досега се случуваше како еден нетранспарентен начин однесување, дека нема да се повторува. Во однос на тајмингот, јас баш денеска прашував неколку луѓе кои што се стрикно врзани со бројки, бидејќи знаете за секоја област има луѓе кои што се стручни и се најкомпетентни да кажат. И го консултирав и мислењето на мојот колега од правниот факултет, кој што и јавно пишуваше на интернет, професорот Драги Рашковски. Навистина го познавам и како човек, и како стручњак, и како персона, и нема зошто да се сомневам во тоа што тој го кажа. Тој кажа и читав всушност. Не говоревме, но ги читав неговите предлози. Навистина тоа може да се изведи за многу пократок временски период. Добро, практично значи станува збор за меѓународната заедница очекува од Државната изборна комисија до 19 да каже прво колку луѓе се спорни, па од кога ќе се знае колку луѓе се спорни, веројатно ќе се знае и колку треба ангажман, колку време треба за да се направи таа теренска проверка.
Да, би требало тоа веќе зафаќа малку дел и од статистичарите, зафаќа малку и од демографија дел, значи тука географите, тука има еден, значи посебна структура на професионалци во државата. Сметам дека со системот на интегрираниот систем кој што беше воведен и во МВР, чинам дека уште неколку институции круцијални се вклучени, тие би можеле нели многу лесно ако имаат добар систем и нели компјутерски технологии кои што ќе ги употребат со стручњаци да ангажираат, се разбира, дополнително луѓе, да си ја работата транспарентно може да се заврши. Дека се ангажирани. Една е клучна работа околу прочистувањето на избирачкиот список што мене ми остави впечаток, а и во писмото на меѓународната заедница упатено до владата беше нотирано, тоа е правната рамка, правниот основ за тоа како ќе се бришат луѓето од тој избирачки список. Еве да претпоставиме дека некој е спорен, утре оди комисија од Државната изборна комисија, му тропа на врата, човекот не е тука и дали е тоа доволно за да се избрише тој човек од избирачки список? Може би е еден месец во странство, ама за денот на изборите ќе се врати. Тој е државјанин на Република Македонија. Не е законски да се избрише. Значи, дали ние можеме да расчистиме, еве и да најдеме спорни 20, 30, 50, 100.000, да не шпекулираме колку и да се. Како да ги бришиме тие луѓе? Има неколку процеси кои се спорат. Не е само дали некој отишол во странство. Ние слушаме за лица со повеќе лични карти, слушаме за лица кои не треба да гласаат, се наоѓаат на повеќе адреси, лица кои се умрени, лица со 2-3 матични броја. Веројатно треба Министерството за внатрешни работи тие податоци да ги расчисти. Ние као општество треба некого да натовариме и да одговара зашто тоа се случило, например. Зашто нас као општество не тера пак во повторен трошок. Сега да не забравиме, не ги плати владата изборите 2014, ние ги плативме и гледаме имаме проблеми. Но тоа е друго прашање за кое ќе збориме ние након предвремените избори кои ние као општество стварно треба да го збориме. Поентата ми дали може да се доведеме во ситуација поради една причина да онаправдаме некои луѓе. Не, да ги во секој случај, види, ама имаш ти специфични случаи, имаш некој кој ќе стане полнолетен, помеѓу прв и втор круг, така имаш такви примери. Некој може да се оштети, бидно тие бројки да се мали. Значи да не се голем. Не верувам ја дека 100.000 луѓе инцидентно тој ден ќе бидат во странство и се вратат за ден на избори. Тоа прашање кој треба да се расчисти, ако е умрен, него некои бројчани аномалии треба да се регулираат. Ја ти велам, ние имаме 1.800.000 или 40 или 60.000 гласачи, а имаме 2.020.000 граѓани. Значи гласачи се сите тие кои се над 18 години. Значи под 18 имаш 160-70, ненормално е тоа. Значи не се тие цифри, тие треба да се прегледаат, да се прочистат и да станат неоспориви од сите, за да можеме да влеземе во процес. Ако на 19-ти ние ќе знаеме која бројка ќе имаме, што ако таа бројка е голема? Ќе може до 20 да ја прочистат. Да, веројатно Државната изборна комисија треба да излезе со план, колку време треба, колку луѓе. Според мене за поздравување тоа што Министерството за финансии на Државната изборна комисија и кажа све што е потребно ќе им се обезбеди. Него така и беше укажувано и за работа на специјалниот јавен обвинител, па у процес после имавме пречки, имавме успорувања. Се надевам дека таа грешка нема да се повтори со Државната изборна комисија, да не зборуваме ние на 19 после за тривијални работи, дека не се направило вкрстувањето зашто немале персонал или компјутери и така натаму. Така да ако они се поагилни, поажурни, работите сигурно може да се убрзаат. Него се плашам да не ги успорат во моментот кога ќе увидат дека некои така дневно политички причини се надминати, така да може да влезат пак у процес на успорување. Затоа се избра нова комисија со професионалци, со експерти. Ама ми имавме нова комисија, од чија комисија 2-3 изјави беа толкувани на разни начини. Ние во Државната изборна комисија, ама види се, во Државната изборна комисија имаме луѓе кои се значи таму номинирани од политички партии и според мене нормално е тие да бидат малце еднострани, пошто се од политичките партии. Ние сме очекували од таа комисија да биде професионална и пред тоа, но гледавме седници на Државната изборна комисија, каде што се однесува кога се пратеници во парламент, а не као членови на Државна изборна комисија. Затоа се појави причината да имаме таму и тројца експерти. И според мене ставовите на тие тројца експерти се мислам неутрални, не се едностранни и нив ги пратам. Другите не сакам да ги коментирам, затоа што реално ако е номиниран од една политичка партија, тој во суштина го држи ставот на таа партија, а ова е базирано на искуствата од истата таа комисија со тие исти членови и нивната работа пред 2 години, 3-4 така натаму. Ќе завршам кај
експертите велиш дека се неутралните молам. Како ги избрав, како беа избрани? Не можеше на крај се собра четворицата лидери и рекоа тој, неутрални. Ама треба деноминатор да најдеш. Значи, сите дозволи, тие 4 политички лидери немале забелешки за тие три личности. Другачи, не може. Значи, да расчистиме пак некои работи. Во Македонија, за мене избирачкиот список, верувате, не е толку спорен. Словенија има помалку жители, има 1.780.000 гласачи на избирачкиот список. Може, сега нека отворат некои од колегите во твојата редакција. Да, и плюс 50 и кусур илјади во странство регистрирани. Значи, се регистрираат. За Македонија е многу поголем проблем, ако зборуваме за демократија и не знам што, некој не се го поставува прашањето дека Македонија по се изгледа има минимум 60.000 луѓе кои немаат биометриски документи. Без биометриски документи не може да гласа. Значи, тоа е за мене уште поголем и пострашен проблем него избирачкиот список сам по себе. Затоа што во овие 8 години, од кога е ВМРО на власт, сите председатели на на ДИК пред изборите, а сите беа од опозицијата, тоа е по закон. Не е битно сега. Сите викат, избирачкиот список е добар. Избирачкиот список е добар. Значи, кажете ми кој председател во овие 8 години на циклусот на толку и толку предвремени избори стана и рече избирачкиот список не чини. Тоа го нема. Со последниот го нема. Точно е дека се најдоа, се видоа, се фатија, ајде да не ги спомнувам телефонските разговори, али се виде со камери, некои од телевизиите, луѓе во зарачиња, како се одат и си гласат и не знаат кај е гласачкото место. Има, не викам дека нема. Али за мене велам, прво поголем проблем е овие што немаат биометриски пасоши, што држава сме ние да не можеме да обезбедиме биометриски пасоши. Во Словенија 0,04% од граѓаните немаат биометриска лична карта и немаат биометриска здравствена легитимација. Клошари. Тоа се вистински оние клошари, сватено во на француски збор на клошар. Не сака да има. Значи, ние 60.000 без биометриски пасоши. Прво тоа да го решиме. Значи, и да се на списокот не може да гласат без биометриски документи. Они се на список. Он мора да биде на список. Али не може да гласа. Зар тоа не е проблем? А некој може 2-3 да има. А некој од друга страна може да има 2-3. Значи, пак ќе речем. Добро, тука се поставува прашањето, па за тоа беа избрани. И уште нешто да кажем ама пак правите грешка. Пак правите грешка. Само дозволи. Дали познавате една изборна комисија во Европа, ала нашава? Стручњаци, експерти, што ти знам. Сега во Европа државните изборни комисии се најобично техничко стручно тело. Пред избори по обичај се бира председател или од Врховен или од Уставен суд, се става месец дена пред избори и месец дена после избори и завршува. ДИК во сите европски држави е најобична стручна административно стручна комисија, ништо помалку и ништо повеќе. Добро, таму има доверба во институциите, кај нас тоа е проблемот. Во овие 25 години не успеавме да изградиме. Тоа е проблемот. Учесниците во институциите ја земат озбилно таа работа. Да. И види, и кај нас по закон, ако се номирени од политички партии, можеш се партиски војници. Него кај нас тоа се случува. Те номинира партија, ти одговараш на партијата, на институциите. Значи, номинирањето и работењето не треба се иста работа. Кај нас, за жал, се изедначуваат. Кој те номинирал, нема му одговараш. Тој принцип се наметна уште во владата. Овој дел, да речеме, од албанскиот дел, имаше такви... Ама затоа ми правиме овде драма... Такви изјави министерот викаше уште пред 10 години, јас одговарам пред лидерот на партијата, не пред премиерот. Затоа ми овде правиме драма и околу тоа што се дадени оставки. Значи, тој чин треба да се поштува. Нешто драматично. Институциите се на овие граѓани, тие чин функционираат, е окей. А индивидуалните кариерни и така подигнувања и падови, не треба тие да се драматизираат на ниво на држава.
Тоа е направено и тоа е за почитување и треба да остане кај нас пракса. Да се прашувам ја стрикно за тоа, имало и такви предлози. Ја би ги направил барем во Македонија неспојиви функциите партиски и државни. Ама кај нас тоа е потребно, затоа што се идентификуваат. Сакаш да бидеш премиер, си од политичка партија, дај оставка. Во Косово имавме случај каде што председателот го разрешија, затоа што во моментот на избор се уште бил председател на партија и го разреши Уставниот суд. Кај нас сме толку е логиката на преземање на институциите од страна на партиите, толку е вметната што нам ни треба некои така адхок изуми или меанизми да се тоа невозможи. И ќе кажеш, ако сакаш да бидеш партиски функционер, не може да бидеш државен функционер. Што е тоа толку страшно? Тие партии се големи, имаат и експерти, имаат и партиски функционери. Не е тоа нешто што драматично нашето општество би го сменило. Но нам во моментот ни треба таква работа, додека не стигнеме на нивото на парламентарната култура на гласачите у Англија. Тогаш секој може да биде. Ама не можеме примери да земаме нивни. Во развиените демократии тоа е правило. Председател на партија станува премиер, ама има прво општеството е контролор. Кај нас не е. Кај нас треба некој работите меанизм. отидоа предалеку. Професорке, можно ли да се одложат изборите на 24 април со оглед на тоа што собранието веќе изгласа одлука за, како да го дефинираме тоа, одложено распуштање на 24 февруари? Нели се некако предалеку отидени работиве? Дали може воопшто да се одложат изборите во оваа фаза во која сме сега? Јас не сум дел од преговорите, јас сум граѓанин на Република Македонија и од аспект на тоа што го анализирам преку медиумите што ни доаѓа како инфо и од тоа што го споделувам со моите почитувани колеги како размислување, како видување тоа што читам, можам да ви кажам значи вака одговорот малку да го воведам во една метафора, тоест да се повикам на една американска поговорка која што вели само смртта и данокот се неизбежни. Мислам дека тука не би може да... Кај до само смртта. Секако дека не верувам дека владеачката опција во државата ќе отстапи од веќе кажаното, бидејќи Да, и не е само на риторика, туку преземени си конкретни правни чекори со тие одлуки во собранието. И во собранието тој систем не можете да го вратите, почнати се процесите и на кампања. Еве, кажавме дека председателот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски е на терен. Значи тие работат активно, се структурирани така натаму. Груевски е од 2006 година на терен. Така, тој е во континуитет, тој од Да се 2003 година. ВМРО ДПМН 2006 од победата до денеска не ја запора кампањата и за тоа победува. И за тоа победува, тоа е факт. Тој има многу енергија и тој е методот со кој што тој всушност ја ги добива поддршката од граѓаните. Тоа е и разликата со социјалдемократскиот сојуз и со сите неуспешни до сега лидерства кои што ги видовме, кои што Мислите ли дека би променило многу ако изборите се одложат за еден месец? Видете, пак ќе ви кажам, она што ви го споменав и предходно. Колку може тоа гласачкото тело во еден месец да се промени расположение или поддршка? Видете, може да се промени се и за 24 часа. Може и сега кога ќе излеземе од студио да добиеме промена, да дознаеме за некоја промена. Не можеме тука да бидеме сигурни до крај. Но сакам повторно да ве потсетам на нешто што претходно го споменав. Не е прашањето за тоа дали за месец дена ако се одложат изборите дека ќе бидат потранспарентни и поверодостојни од тие на 24 април. Да не се лажеме. Моето лично убедување е такво. Еве, не мора да се согласите со мене, но јас значи сум цврсто убедена во тоа. Социјалдемократскиот сојуз е свесен дека ќе ги изгуби изборите. Сите сме свесни за тоа. Тоа не е волја на Никола Груевски, на ВМРО ДПМН или на ДУИ или на било кој друг фактор. Тоа е реалната состојба. Не им успеа тригерот во 2015 година. Краткорочно го запалија фитилјот, граѓаните не затегнаа по тој пат. Оттаму ги користеа во целиот период сите механизми кои што им беа на располагање. Од солидарност и поддршката на тоа дека опозицијата треба да добие простор и треба повеќе да добие на внимание, од прифаќање на некои небулозни решенија, од правење на експерименти со државниот систем и така натаму и дојдовме сега до овој цајтнот. Во оваа секунда, сето ова пролонгирање за нив значи ден плюс за нивната специјална јавна обвинителка би рекла, господјата Катица Јанева, и веројатно се молат секоја вечер пред легнување и кога ќе станат изутрина,
да се случи нешто и во тој месец дена од 24 април, па не знам до кога, кога би се договориле, да се најде нешто со што би се покренало кривично обвинение. Не говорам како ќе се одвива сета таа постапка, не влегувам во тој дел, не ни можеме филмови да си правиме и да си шпекулираме до утре, но она што нив им треба е да фатат некој од извршната власт и да се фатат за таа личност и да комплетно да дерогираат како што им направија на неколку битни фактори во државата од извршната власт, со што ќе добијат на поголема сила или ќе добијат некој посилен аргумент. Кои битни фактори државата? Па ете, на пример, кажете конкретно. Па еве, не знам, ако може би да го најдат нешто за Не, министерот поранешен за реколте транспорт. направиле на некој... Како не, па што и направија на министерката за внатрешни работи? Знаете што, дозволете, во секоја нормална држава, кога ќе ви се пробие системот за безбедност, некој ви носи 20.000 фајлови, вика ја ги имам 20.000 фајлови снимени. Во тој момент не министерка во нормална држава малку повеќе од министерка ќе падне, ве молам. Значи тука министерката требаше одма да си даде оставка без збор, колку била добра, колку била квалитетна. Не мислите така? Ама како не навлегувате на тој дел? Па на тоа падна она. Требаше да лета во тој момент и она и Видете да ви кажам, значи не си даде оставка после Куманово. Ама факт е дека тие личности беа, значи тоа беа високи државни функционери и беа ставени на еден столб на срамот, каде што беа комплетно, Професорке, заради нивната субјективна одговорност. Ама каква субјективна одговорност? Вие зборувате за материјали кои што се приватно прибавени, приватен телефонски разговор. Еден приватен телефонски разговор мој со вас. Знаете што некој тоа ми не одразува како лично. да ги слуша. Во друга димензија. Немојте ве молам. Друга димензија од темата да се Немојте, дајте да бидеме реални. Зошто на пример после Сноуден не се случија промени во американскиот систем? Молам? После Сноуден. Леташе шефот на ЦИА. Може малце. Прво, они не лета од причина Не, лета заради Куманово. Да, и второ, не беа, мислам, тие беа во столбот на страна, дека се тие приватни разговори, туку содржината на тие разговори што ми ја слушавме, реално не можеше више да ги издржи нив во тие позиции. Ние еден куп работи сме изслушале во тие моми и као општество очекуваме да добиеме од тоа разврска, да видиме дали нешто, али тоа е друга работа. Заев рече дека 20.000 граѓани се прислушувани и дека опозицијата е прислушувана. Дали вие слушнавте еден разговор од опозицијата, освен оние монтираните заев со своето семејство и Шекеринска загрижена за Македонија? Ама тоа треба они да го кажат. Него според мене. Ама тоа беше сценарио. Не. Ама види се, они имаат материјали и се соочуваат со еден систем. И не можете вие да очекувате... Не, кој ќе ми кажат како разговара Заев на избори, како дава наредби, како зема мито, тогаш ќе прифатам било што да слушам и за Гордана Јанкуловска и за било кој друг. Ама тие материјали не се снимани без разлика. Знаете што? Кога ќе прифатам, кога ќе снимани во УДБА се снимани. Ако се снимани таму, значи постојат и бекап фајлови и нека ги укажат тие. Или нека они сакаат да уценуваат луѓе. Јас луѓе. слушав дека тие материјали се лепени сечени, зошто не извади оригиналите да кажат овој текст вика Гоце АБВ е изваден од тука. И нека специјално обвинителство овие работи сите ќе се расчистат таму. Треба да се расчистат. Тоа е веројатно дел влијае на изборната кампања на некој му одговара на тие работи, Гоце, ако не се расчистат, ова општество ќе има сериозен проблем во иднината. Затоа специјалната јавна обвинителка не е поврзана со датумот пред предвремените избори. Кај нас има една пак стандардна логика дека резултатот на изборите ќе може да влие на нејзината работа. Ја ве уверувам дека тоа нема да може. Или има логика па резултатот на нејзината работа да влие на изборите. Ја ве уверувам дека нема да може. Како што нашите политичари седнаа на маса, потпишаа договор, а имавме разноразни изјави пред тоа дека нема, ми имавме изјави дека нема да има ни избори. Имавме изјави дека нема да има ни оставки. Имавме изјави дека нема да се потпише договор, но сето тоа го направија затоа што самите го упрскаа. Така да, според мене, работата на специјалниот јавен обвинител не е толку длабоко поврзана со резултатите на изборите. Незиниот мандат, дури и со овој закон, е овозможен да биде 2 пати. Таа работата ќе се ја спроведе затоа што стварно реалната и логичната иднина на ова општество зависи дали таа ќе зарачи работата. Него само да кажам за изборите, се сложувам дека опозицијата голем оптимизам вложува и во резултатите на работата неизина и евентуалното излагање со некои резултати, затоа што тоа е логично. Ако она излезе со пријави против личности кои се длабоко
во кампањата на ДПМ нормално дека таква дискредитација би им одговарала на опозицијата. Но зашто ние не рефлектираме како општество да кажеме што подобро ја сработи она работата, ние као општество ќе се ослободиме од некои стеги од минатото и стварно ќе надминеме оваа фаза на вечна транзиција. Ние дојдовме од еден систем кој траеше 45 години, а ние како општество сме 25 години у транзиција и уште се бавиме со работи кои не треба да бидат. Тие не треба да постојат. Ние не треба да имаме нерегуларни избори, ние не треба да имаме превземени институции од партиите, не треба да имаме мешање на држава со партија, треба да имаме слободен медиумски простор и ние гледаме дека тоа продолжува, гледаме дека има обструкции тоа да се намести и пак викаме ќе дојдат нашите партнери. Тоа нам треба да ни смета, не треба на хан да му смета ако ние немаме добри услови за избори или ако медиумскиот простор не е решен. Нам као граѓани треба да ни смета. Може само нешто да дополнам, простата вака што влегувам. Значи, мора да земеме во предвид малце и некои работи подлабоко да ги анализираме. Например, опозицијата тврди дека судскиот систем не постои, дека немаме доверба во судскиот систем, не функционира и така натаму, не ќе да прифатат јавно обвинителство било што да процесира и така натаму и така натаму. Тој дури господинот Зоран Заев кажа јас само пред специјален јавен обвинител ќе давам исказ, не одам во јавното обвинителство и така натаму и така натаму. Сега, но она што тие не го објаснуваат до крај, а обичниот граѓанин од каде и би знаел, не знам како би знаел, е дека всушност се што јавниот обвинител ќе најде како процес, дело и така натаму, тој покренува обвинение, но тоа тука завршува неговата работа. Следниот момент е во судница. А каде ќе треба да се процесира? Еве, одиме хипотетички, најхипотетички во целава приказка подлабоко. Во судовите или тоа што опозицијата ќе текне ќе рече, не, сега ќе правиме специјален суд. Знаете, тоа е малку не само играње со институциите. Знаете како еве зборуваме за недовербата кон институциите. Неколку пати го имам тоа повторувано. Ми велат ти си идеалист, можеби да, можеби сакам да верувам во тоа, но не дозволувам ни една институција да ми го одземе правото како граѓанин. Значи јас прво кога пристапувам да бидам да ги третирам со недоверба и не дозволувам бидејќи се трудам максимално да ги познам своите права. И преку своите примери и од страна на граѓаните треба да произлезе заемната доверба со институциите. Доколку е некој корумпиран службеник, да лета од работа, да биде пријавен и да биде отстранет од служба, да не може да се врати назад доколку прекршил. Доколку има нешто, некој друг тип на прекршување или некој друг тип на злоупотреба, истото да се прави. Но ние одиме малку и во со нашиот менталитет, сакаме некој друг да ни ја заврши работата, значи ова е и критика и за општеството. Од и политичката култура поаѓа од нас самите. И ние сакаме да завршиме некои работи од маса, да. Едно додаток инако може. Значи, неспорно дека специјалниот обвинител пред домашното судство ќе покренува случаеви. Дека тие процеси ќе бидат под будното око на јавноста, овој пат сигурно дека ќе бидат. Ако тие покажат професионалност, транспарентност, објективност, тогаш нема кој да го спори. Но ние сме имале случаи, додуше и сме случале некои работи поврзани со обвинителството, ова класичното, а и некои случаи кои ни се прожимале низ годиниве, ни давале за право да се сомневаме во некои нивни мотиви. Ние имаме случаи, еден е прилично тензичен со случајот Молструм, каде што обвинителот излезе со поезии при подигањето на пријавата. Значи не може такви случаи да се случуваат и ние да очекуваме дека граѓаните ќе ја прифатат таа институција. Некои работи ни се случија и ние имаме последици од тоа и затоа постои специјалното јавно обвинителство. Ако судот се покаже професионален, ако целиот тој процес оди транспарентно и оди нормално, не верувам дека колку год опозицијата да се буни против тоа судство, општество се каже во ретје. Но ако тоа судство прави некои грешки, кои и се случува ако почна овие пријави да се поднесуваат во редовното обвинителство, тогаш општеството само ќе покрене потреба за некои специјални судови. Ја верувам дека судството е доволно професионално наше да одговори на овој предизвик. Но ако не е, ќе се барат алтернативни решенија. Но дека треба да се спроведе тоа, дека стварно треба вистината да изеде на виделина и за тоа секој да се ја сноси својата одговорност, тоа треба затоа што како општество, ако тоа не се случи, ние ќе имаме сериозен проблем во иднината. Тоа ми е. Вака, што се однесува до судството, јас не се сомневам дека нашите суди
го знаат правото. Без разлика дали станува кривично, облигационно, било кој, во тоа не се сомневам. Но нашето судство е партизирано 100%. Од она позната седница на собрание кога за 36 сата беа избрани 600 суди, до ден денес, до тефтерчето што го слушнавме во разговорите. Значи дека е партизирано и партизирано. И тука нема зашто да бегаме од вистината кога ја знаеме. Кога ја знаеме вистината. Така да но Како е можно 25 години да не се пронајде модел за тој судски совет? Доаѓа разни експерти, Европска унија, Венецијанска комисија, Совет на Европа. Знаеш што е проблемот кај нас? Пробавме да се бираат во собрание, пробавме да се бираат од самите суди. Парниот модел на демократија е базиран и на политичка одговорност. Токму тоа, значи, тоа сакам да кажам. Ние не се проблем законите. Законот ние имаме релативно добри закони во сите области. Дури и во медиумите имаме добри закони. Јас барем ја доаѓам од медиум и сум ги поминал сите од новинар, почетник до одговорен уредник во јавниот сервис. Сериозни вметнати дефекти кои ги вметнувале и ги користеле во потреба. Во сегашниот закон за јавни за ова нема некакви не знам какви такви фалинки. Види, ние у еден процес имавме инцидентно член на судскиот совет беше министерот и тоа беше у ограничен временски период. Затоа што беше потребно на предлог на владата на СДСМ. Ама затоа што беше ти се, ја не зборувам за СДСМ. Кажувам не. Ама ако го изместиле за системот, треба да го политичката средат. култура на нашите политички елити, која била нула. Ама ние збориме и да го се направиле регулира системот, а не кој треба да се среди тој систем. Секој да се сноси одговорност, а и ние као граѓани да имаме доволна свест да ја бараме таа одговорност, а не само да гласаме и после да сме у пауза 4 години. И тоа е најтешкиот Личен дел. интегритет кај самите суди сега. Второ, околу таа политизација. Да тргнеме од еден банален пример. Кога ќе се смени владата во Германија, например во Министерството за надворешни работи, се менуваат само 5 луѓе. Од кои тројца се од кабинетот на председателот. Например, денеска читав за така наречената сива еминенција на британската влада. Човек кој 25 години поминал еден куп различни примери, различни, е сива еминенција. Ги влече викаците конци. Ги влече кукли. 700-800 години така е, имате демократија. Значи, спомна професор Гадан низ какви крв и битки дошле до овие решенија. Не треба, тоа бела. Јас сум бил на местото кај што ме одсекле главата на Джордж, не знам кој. Значи, проблемот е во политичката култура, посебно во политичката култура на нашите политички елити, која е, за жал, многу ниска. Кои секогаш сите партиските интереси, често пати и лукративни интереси ги ставаат над интересите на државата и на општеството. Тоа е мое, за жал, мислење и на кое можеме сега да отвараме. Може и за психолошки анализи го прифаќаме малце као окей. Како е стекната државата, кога да се навратиме околу изборниот процес. Интересни беа овие денови изјавите на Мендух Тачи и на Али Ахмети. Мене особено ми остави впечаток таа на Мендух Тачи, кој на некој начин се закани дека може и да излезе од пржински процес. Можно ли е да се случи тоа, еден од подписниците да го напушти процесот? Не разјасни точно што би значило тоа, дали не би учествувал на избори. Само кажа дека една од причините тоа што не биле исполнети работите кои албанците ги очекувале. Кои се договорени, не е Кои се договорени. Значи, пржинскиот договор е поширок поеме, не, ти викам, ние го дефинираме само со еден датум. Ние има активности и работи кои треба да ги спроведат, да ги договорат, да ги направат. И колку тие се спроведени, тоа веќе е субјективно. Мислам, не би ги земал ја за основа само изјавите на политичарите. Го потпиша, не рече ништо околу почнувањето на освојувањето на методологијата, мислам дека беше само една негова, ајде да речем, обид за некако подобрување на рейтингот, имајќи во предвид, може би ти повеќе знаеш од нас, бидејќи полесно можеш да ги пратиш, ја потешко можам да ги пратам албанските медиуми, но после изгледа беса веќе станува многу сериозна, барем ја така слушам, а може би се лажам, не знам. Тоа Какво е објаснението? Може ли да излезе од процесот некој од овие 4 партии? Не, господинот Тачи, не верувам дека би излегол од овој процес, го следам долг временски период.
тој има една интересна линија на политичко действување. Тој е представник на албанските граѓани, значи македонски албанскиот електорат по македонското граѓанство, која е една компактна структура. Се разбира дека трпеше доста по 2008 година, кога мораше да биде спроведен Бадентеровиот принцип и кога мораше Дуи да го преземе партнершипот со ВМРО-ДПМН, иако секако дека ДПА е стратешки партнер на ВМРО-ДПМН, и тука постојат многу голем број на идеолошки блискости кои ги прават многу полесно и потранспарентно да можат меѓу себе да комуницираат. Секако дека господинот Тачи покрај тоа што излезе од оваа приказна без сопствена вина, значи беше прекршено традиционалното партнерство од надвор. Тој исто така е долг период во надвор. Тој е во опозиција, се разбира дека трпеше и во однос на електорат. Во владата, не влезе, договор. Работи веројатно да консолидација, видовме дека имаше проблеми и со села, видовме дека тука му се откорна едно големо парче од партијата, еден витален елемент, значи од самата структура на ДПА. Но сепак мислам дека тој е доволно интелигентен и доволно разумен човек да свати дека во ваков процес да бидеш кочничар во неговата позиција е лошо единствено по него, така што тој и без разлика на тоа што доминацијата дефинитивно ја има Дуи, тој мислам дека со ова по време на време ќе ги потсетува само дека и тој е еден од партнерите со кои што се договарале и дека можеби треба да обрнат внимание. Тоа е политичка игра, политичка реторика. Не верувам, барем за ДПА и за господинот Тачи дека би направиле таков радикален чекор. И се излегување од Пржинскиот значи да се откажеш од потписот. Ја не сум во овие минати месеци не сум видел нешто да ДПА оспорувала или има вина зашто некој работи идеја поспора. Има една друга вистина која е во албанскиот политички дел. Едно незадоволство од некои неспроведени делови од Охридскиот договор, некои дефекти кои се појавиле и кои не се регулира. Мислам дека тоа е дел од припремата и за кампањата која ќе ја спроведуваат, но верувам дека и ќе се дигне и степенот со кој ќе влезат и албанските политички партии во целиот тој процес. Не се само Дуи и ДПА, значи партијата на господинот Села и партијата на бившиот градоначалник на Гостивар Руфи Османи се веќе споени во едно коалицијско движење и тие сериозно атакираат, значи не се тоа партии кои не се одмериле на избори, Села е градоначалник на Струга, партијата на Руфи Османи стана парламентарна, па после тој пратеничка премина во друга партија, така да кај албанскиот политички блок верувам дека во моментот сепак Дуи е тој кој ќе ги добие изборите, ако нешто драматично не се смени, но од друга страна реално ќе има сериозна борба за кој ќе биде втор. И тоа е важно. Ама тоа е важно затоа што политичката сцена не може да се стабилизира ако и тоа не е добро регулирано за првиот да не се осеќа комотно во таа позиција која има. Така да мислам дека тоа е во смисла и на припрема за изборите, но и за укажување дека ако некои работи не се одблокираат, или ми имаме најава дека деновиве, ако веќе не е и тој прегледот на Охридскиот што е направен, веќе станал дел од... Да, ви учествувавте, ако не се лажам во... Да, мислам дека е веќе и е предложен, или е пред влада, или така, веќе станал официјален документ, тоа е работа која издегува и од Пржинскиот договор, значи за тие работи треба да се договорат. Тоа треба да стане дел од акцијскиот план на владата. Значи се тоа малце политика во моментот, а и се обврски кои се превземени од Пржина. Ние знаеме дека од јули минатата година овие прашања не биле главна тема во нашето општество која секогаш се бавела со теми од меѓуетнички односи. Затоа што овие другите теми биле поакутни, поинтересни во моментот, така да верувам дека и овој начин, овие прашања пак да се вратат на сцената, затоа што тоа ќе им треба и за предизборната кампања. Нема да можат албанските политички партии да се бават само со прашањето на Државната изборна комисија или на медиумите. Туку ќе имат прашања кои ја рефлектираат природата на тие партии. Значи тие партии кои се бават со унапредување на правата на албанската заедница во Сигурно, на крајот од нив очекуваат гласови. Навистина брзо поминува времето. Утре треба да продолжат преговорите во работните групи. Ван Хауте денес се врати во земјава. Ако сметаме дека ова прашање со методологијата е завршено, останува уште прашањето за регулација на медиумите.
Моето следно прашање, дали сте оптимисти дека може да очекуваме овие денови да се затвори конечно и ова прашање и да сметаме дека се околу тој договор е завршен? Повелете, професорки. Па, јас од она што имав можност да го видам, ценам дека она што го бара навистина опозицијата во овој случај сериозно ја става под прашање, под знак прашање опстојбата не само на големите медиуми, туку и на помалите. Практично, ако веќе констатиравме дека имаме ниско ниво на политичка култура и дека сме партизирани, и дека сите припаѓаме на одредени блокови. Јас тоа не го прифаќам, само парафразирам или сакам да извадам нека општа дефиниција, но во суштина, ако прифатиме дека тоа е еден општ заклучок, тогаш она што е предложено е навистина сериозно и ги става под знак прашање опстојбата, како што кажав, и нели развитокот на медиумскиот простор. Од друга страна, познавајќи го пулсот на опозицијата, не ме чуди и од личните искуства кои што сум ги имала, но и од она што го пратам како начин и риторика и однесување, тие да наоѓаат механизам со кој и навистина ќе казнуваат и ќе најдат начин како да речам, не само да ги вразумат, туку и да ги казнат оние кои што не ги поддржале или кои што им легле во фокусот и ги налутиле. А тоа може да го направат лесно, доколку во тој совет кој што го предлагаат влезат представници на невладините организации кои се длабоко инклудирани на лева страна и кои работат во соработка со, како што веќе утврдивме, партиската номенклатура. Оттаму, мислам дека во овој момент Ван Хаут има голем проблем, бидејќи тој се обиде да ги спаси. Консултации дополнителни, да, па го повика малку да го вразумат, бидејќи тој... Да видиме дали доаѓа со нов предлог или останува на истиот. Она што го знаеме е се сигурност дека предлогот што всушност Роберт Поповски го даде, тој се обиде само да го заштити, за да се трне раката од опозицијата и тој застана и го презема ударот на себе. Во оваа ситуација Ван Хаутес беше жртва. Сакаше да им помогне на Социјалдемократскиот сојуз. Се разбира дека од другата страна има исто така агилни медиумски представници кои веројатно во соработка и со останатите партии кои не дозволуваат да бидат ставени во таа капа и ќе видиме допрва ќе има разврска, но не верувам дека ќе биде прифатено. Вие можеби многу подобро од мене би можеле тоа да го објасните. Но сметам дека во наредниот период можеби ќе има одредени поместувања во однос на македонската радиотелевизија како јавен сервис на граѓаните. Да се реши ад хок сега пред избори, потоа да се барат системски некои решенија. Предлаган или етички кодекс кој што е дел од телевизиите веќе самостојно, иако не е подпишана, не е законска регулатива, почнуваат да се обидуваат да го применуваат и така натаму. Ќе видиме. Прво, да расчистиме, Ван Хаутен не помага на социјалдемократите, нити па Хан помага на ВМРО. Они помагаат само на едно. Македонија е доста стабилна држава, бидејќи оно што го кажавте на почеток, не чекаат тешки времења. Баш ме гајле дали ќе биде на власт ВМРО или СДСМ. Ама ги боли уво. Дозволете, јас ве слушам многу добро. Толку за Ван Хаутен дека сака да помогне на едните или на другите. Значи, тие сакаат оваа држава да биде стабилна. И ништо повеќе. Во таа стабилност голема улога има меѓуетничките односи. И тоа е нивната единствена цел. Сега го прават само заради тоа, ништо друго. Демократија, институции, тамо е негде на 11-то место. А што се однесува до медиумите, мислам, после сегашниот актуелен закон за медиуми, дојде господјата Дуња Мијатовиќ и изјави дека е по европски терк и може да оди. Го слушам сега господинот генерален директор на телевизија ми збори за некако кодекс со BBC. И одма ми излага, пред очи ми излага Стошиќ, последната директорка од време на владата на СДСМ, која се помош на експерти од BBC ја уништи телевизија. Па потоа дојде оваа влада на ВМРО, па донесе еден словенец кој на оној зомби од јавен сервис му го заби колот и умре МРТВ. Јас сум човек на МРТВ, 26 години, сум ги поминал сите категории. Значи, од новинар до уредник, одговорен уредник на прва програма на Македонското радио. Значи, ги знам сите работи. Во 2002 година, као уредник, ги водев изборите, на кои
уште нешто да си бидеме најасно, да ја отворено да се избориме. И во Македонија, и во Лондон. Структурата, директор, одговорни уредник ги поставува партијата. Во Лондон, во Велика Британија, премиерот со еден подпис може да го смени, таму не се вика генерален директор, се вика генерален интендант. Не е проблем во тоа. Проблемот е во професионалноста. Кој ќе влезе генералниот директор во BBC, заборава кој го ставил да го станува професионалец. Професијата ја става над се. Сега некаков кодекс со BBC повторно прават, па обука на новинарите за како да известуваат за во текот на таа кампања од месец Добро, ден. нема ништо лошо во тоа. Има. Прашање дали може да се најде Има тоа. за тоа што тие новинари знаат. тоа. Сакаш да кажеш дека секој си ти во случајно во МРТВ ти треба обука од BBC, некој си да дојде да те обучува како да известуваш. Ајте молам. Ајде да молам, мислам ти Јас сум отворен за учење. Не, ама за учење се слагам, ама не можеш да ме Не научи. се врзува како политичко решение на момента. Значи да се направи дистинкција на неколку. Да се каже дека финансиската зависност на медиумите е таа која ќе бара во еднина да владата истите тие фондови ги распределува по медиуми, би опонирало со самиот факт што сме тука. Тога овој медиум немаше да постои. Значи, приватната иницијатива е таа која треба да е главниот двигател на приватните медиуми. Кој е јавниот сервис, тука може да се најде атвок решение и верувам дека ќе се најде. Што се однесува до финансирањето на медиумите, ќе мора да има решение. Ми имаме веќе неколку месеци каде што квантумот на финансии кои им се делат на медиумите е намален. Добро, има некои предложения од ВМРО да помине за финансирање, ама реално има вакуумите некои ефекти предлози. тоа. А ние не може да се правиме дека не сме биле сведоци на тоа што се случувало. Или на овие статистики што ги слушавме вчера, например. Кои цифри им се делели на кои телевизија, кои на другите не. Зошто арбитрарно може тоа да се одлучи? Зошто вие со народни пари, со јавни пари, можете некому да му билате рейтинг и после во тој набил да е рейтинг... Не знам колку влијае на изборите сега. Не, ама види, медиумите се круцијални за изборите. Не може да кажеме ние дека медиумите не влијаат во јавната свест. Затоа се тие медиуми и тие имаат големо влијание. И дека тоа ќе треба да се реши, ќе треба да се реши. Дали тоа ќе го решат идна недела, не верувам. Но дека ќе го решат сум сигурен, затоа што бегање од решавање на тоа прашање нема. И за среќа, нашите политички елити се соочуваат со потребата тоа да го решат. Се надевам стварно со меанизми и решенија кои нема да дозволат ова пак да ни се случува, затоа што ова ни се случува по континуитет. Да го решат, но како да го решат? Не, види, ама сега ние може да имаме идеи. Например, ние може да имаме спорни моменти, ја би бил против финансирање на кампањи. Кампањи кои се од јавен интерес, ако има бегалска криза или ако има колера или ако има нешто, јавните медиумите мора тоа да информираат јавноста затоа што ја имаат обврска као носители на лиценци. Но кај нас имал огромен број на пари кои се трошеле на продукции, на медиуми и не се користеле објективно, не се користеле транспарентно. Туку се користеле кога се потпише договорот во Пржин, ако не се лажам, уште од летото се нема владини реклами веќе. Ама не е тоа во закон. Не. Што да разбереш по тоа владина реклама? Сите владини реклами мислам дека после Ама ние бараме решение кај не може. Види, кај нас извештај од Наприбе. Кај нас се рекламираше Елем као единствен производител на струја, дека произведува струја. Да, но тоа е запрено сега и е ставено на страна. Ја мислам дека сега треба да ќе се реши системски, веројатно со закон да се знае кога, како може критериуми. Да не се случува. Так, но има други работи што се спорни. Значи, тоа владиното рекламирање практично мислам дека најмалиот проблем овде. Не само рекламирање, туку и креирање на тие програми. Ние не сме трошили само рекламирање. Не, партиите не може да се договорат како да се состави тој програмски совет на МРТВ. Не може да се договорат како да се состави агенцијата за медиуми. Ќе го договорат, јас се согласувам со Албан. Тоа се договори. Тоа ќе го договори. На МРТВ што и фали? Финансиите се тие. На МРТВ и фали ова што денеска ти го правиш овде. Значи денеска сме тројца, ти не води, ти ја водиш емисијата и вашите гледачи слушнаат три различни мислења. На едно релативно политичка култура, фала Богу, задржавме многу над она што е владе во Македонија, тоа фали на МРТВ. ХТВ денеска Хрватска според Freedom House е во free country,
благодарејќи на тоа што во ХТВ, уште во времето на ХДЗ, почна да се водат дебати меѓу политичките партии, односно представниците политички партии за сите прашања, плюс невладиниот сектор, плюс ова. На МТВ тоа го немаш. Јас се сеќам, јас кога бев одговорен уредник во радиото, бев само година и пол и го донесов, меѓу првите го донесов Бранко Црвенгуски како опозиционер. Он влегуе у студио и прв збор вели, во оваа куќа 2,5 години никој не ме поканил. Срамота. Срамота за куќата. Првиот човек на опозиција 2,5 години да не го пуштиш да влезе, да го поканиш во некоја емисија. Сега се случува истото. Значи да се врти. Така беше во време на СДСМ, Љупчо Георгиевски не може. Ама па тоа е Проблем, да. Проблем е. Тоа па како да го решат со закон, не може да. Ама тоа не се решава со закон. Никакви механизми треба да се. Или да го воведеме италијанскиот модел кој го напуштали долго време траеше. Во Италија првиот програма е на власта, втората програма на Рај е на јавна понуда до СДСМ и до посредникот да одберат било кој закон во Европа да се пресека и сега пак имаме проблем. Не е проблем во законот. Законот е наш добар, европски. Дојде Мијатовиќ, извини. Значи, Ама види и кога го носевме законот имаше укажувања дека тој сектор не треба стриктно да се регулира, туку да се само регулира, па пак се донесе законот. Така е, Знаеш, само не дека регулацијата Мијатовиќ која кажа ове, Така се е. инсистираше да не се регулира, нашата влада инсистираше да се регулира со закон. нигде нема во сите европски држави, посебно законот во сите европски држави постои закон за јавниот сервис. Во сите европски Ама држави. не зборам само за јавниот сервис, Не, овде сега- зборам за добро. медиумската А, за- сфера. Регулација во И за- Вие и во регулација самите во- преговори имате опонирање, например, од трети страни за финансиите кои владата ги дели на медиуми. И тоа е од блокот на медиумите. Тоа се слагам. Ама тоа е од блокот на медиумите, затоа што има спротивни интереси. Но ја верувам дека кадровскот, начинот на избор на тие, на кадровското решавање, тоа ќе го договорат. Затоа што може да одат и по формули кои сме ги имале ние. 2 ја, 2 ти, 3 независни. А тие трите да ги Но договориме заедно. ја сум убеден дека и под притисок на јавноста, на цивилниот сектор, дека овој пат ќе мора да вметнат долгорочни механизми кои нема да дозволат ова да ни се случува во иднина. Ние све што сме имале по медиуми, ние сме имале говор на образа кој бил промовиран. И никој не можел тоа да го допре. Така да такви механизми има. ќе се предвидат и ќе ги има, затоа што другачије не може да функционира тоа. Така да мислам дека има можност да го договорат, тоа апсолутно има. Второ, морам да кажам дека европски закон е добро решение, но да беше овде медиумскиот простор регулиран на начин кој на Запад е регулиран. И на Запад медиумите не живеат затоа што владата има пари или не. Тие се само регулираат, само надградуваат и функционираат. И затоа можат да бидат корективи на владата. А вие не може да очекувате ако некој ве плаќа, па вие секој ден да го псуете, па он пак ќе ве плаќа. Тоа во Англија не го бива камо ли кај нас. Нигде го нема. Добро, навистина ние при крај емисијата Љубиша го очекуваме во секој момент да влезе во студиото и да го почне прегледот на вестите од денешниот ден. На крајот начинавте на тема со бегалците. Очигледно Европа е преокупирана со ова прашање и тоа што најмногу ги загрижува е токму тоа. Некако креваат раце од Грција полека. Вниманието го насочуваат кон Македонија како некоја брана за бранот што се очекува. Така. Колку ова може да влијае на нашите процеси внатрешни Па кои се во тек? Многу. Целата ова приказна беше најавувана, не беше многу сериозно третирана, дури морам тука да кажам дека и Европската унија потврли во поглед на предвидувањето со справување со овој тип на закана, бидејќи јас тоа пред известно време некаде го изјавив, тие донесува во јуни 2014 година еден прирачник за како во наредните 5 години би можеле да се справуваат со одредени ризици, воопшто не водејќи сметка дека веќе сериозни, значи беа подготовките за тргнување на масите на бегалци кои полека почнаа да бараат совршената рута. Зошто поменуваат од овде, а не поменуваат од низ Бугарија и така натаму? Тоа е исто така едно прашање кое што треба сите како граѓани да си го поставиме пред себе си и ценам дека тоа е една стратегија на движење
која што во наредните 5 години ќе има за цел да ја промени демографската структура на Европа, мислам на Западна Европа, но секако и ќе остави некои промени кои што ќе ги почувствуваме и ние. Сега како македонско тло, ние историски сме имале многу демографски промени и миграции кои што сме ги почувствувале. Јас често пати се шегувам со моите пријатели, велам затоа сме сите толку различни, но толку лични. Но сепак соочувањето со еден таков тип на проблем ни покажува дека покрај онаа хумана димензија со која што како луѓе треба да водиме сметка и да се грижиме, дека навистина станува збор за големи трагедии и луѓето ги покренуваат тие трагедии да побарат подобар живот. Затоа стојат и голем број на ризици, како што се закана од меѓународен тероризам, носење на одредени идеологии кои што ќе имаат за цел да променат секојдневието и значи едноставно восстановената рутина на живење, како и примерите кои што од Нова година во Германија, сега не би сакала да говорам, покажуваат дека и слободата на движење на домородците, да речам, така народски кажано, ќе биде промената под влијание на овие процеси кои што доаѓаат од Блискиот Исток. Секако дека она што сум сигурна е дека мај 2016 година ќе бидеме соочени со огромен бран на бегалци кои што ќе бидат застанати на нашата граница и ќе бараат влез. Оттаму тука би сакала да потенцирам дека високо го ценам државничкото однесување на македонскиот председател, значи господинот Ѓорѓе Иванов, кој со големи усилби успеа да ги дефокусира европејците и да ги практично да ги разубеди да не прават оние големи кампови за стационирање по 20 по 30.000 бегалци на перманент, на постојан престој, со што на некој начин се одбивме за малку, но тоа е на кратко, тоа е само еден здив, допрва доаѓаат нови предизвици. Има најави дека на граничниот премин треба да се прави некои такви. Да, но тоа ќе биде со ограничено, значи како беше 48 часа може да се задржат, ја мислам дека 5 дена низ Македонија се нема држате за збор, не, можеби и грешам во однос на тајмингот, но она што е сигурно е дека оваа закана доаѓа и допрва ќе има со тоа проблеми и мислам дека во следните 5 години воопшто и Европа, а и светот ќе се соочува со сосема подруг тип на прашања и дилеми од оние кои што нас не оптеретуваат. Им одговара на Брисел да има институционална стабилност некоја во државата во пресрет на овие случаи. Тоа го тврдам. Значи, не случајно е каналот тука, затоа што е веќе институционализиран канал. Значи, се знае од кај се иде и морам да укажам дека не треба да се дига паника, затоа што ние никако не може да бидеме таргет земја. Видите, у свет има над 200 милиони бегалци и они се секогаш најповеќе распространети во околните држави. Тоа што на оваа криза Европа не е толку далечна, а не е далечна. Европската унија со оваа криза се граничи само со Турска. Значи една држава е помеѓу оваа криза од епски така размери. Таму има 5-6 милиони луѓе кои се директно под ризик на нивниот живот. Но ја не верувам дека во било кој план на Европската унија ние би биле земја крајна дестинација. Турција да, и Турција тоа го искористи во процесот на преговорите. Турција ги одблокира своите преговори за членство и во Турција има сигурно над 2 милиони бегалци. И она и во историјата укажувал дека има капацитет со тоа да се справи, да го надмине. Тоа е голем проблем за Турција. И 3 кусур милиарди кеш. Да, ама таа е таргет земја. Види, ние овие 10 месеци успеавме процесот да го испрофесионализираме, да се издаваат потврди и тие луѓе да преминуваат. Ја верувам дека нивен интерес е да они останат тука, ние имаме капацитет тоа да го реализираме. Дури кога биле таргет држава, ние повеќе од 100.000 не може да ги абсорбираме, што за оваа криза од овие размери е 2 дена работа, 5 дена работа. Значи немаме капацитет да помогнеме во надминувањето на кризата. За Европската унија, да. Колку милиони изгубивме евра сега да ги пресметаме, се извинувам Алберт. Па не знаеме да ги земеме. Не, тоа сме сами криви. Ама види, одредени јавни предпријатија знаеле да земаат. Например, плаќале по 20-25 евра билет. Но не треба да се ниту да се пласира дека ние сме дел од решението на Европската унија за бегалската криза. Решавањето на оваа бегалска криза е од светски размери, каде што ние сме само штрафче кое не може да придонесе кон решавањето, кон олеснувањето дефинитивно. Ние сме покажале, дури можем да кажем дека и некои граѓани кои се наоѓаат во таа рута покажале дека некоја знаат да бидат поддржавнички од некои од нашите институции,
Само ќе кажам дека тие плаќаат 2 пати поскапи карти, а има граѓани кои им помагаат. И тоа треба да се поздрави. Да се задржиме на Европа, мислам. Не. Ама не, Европа има интерес Ама сега, Македонија да биде ако стабилна, апсолутно, затоа што доаѓа сериозна миграција. но ако би биле дел од решението, стабилни државни ние треба да институции. имаме институции. Така е. Институциите и се професионализирани. Нашите институции имаат искуства Така е. со бегалски кризи. Така да Добро, во секој овде случај политичката нестабилност влијае на институциите. Ама Неизбежно. Европа не нема сметала, да дозволи- имаме професионалци, ми е добри за таа работа. Кога се мешаше политиката кај нас во бегалската криза имавме инциденти. Треба да кажем дека нема да институциите дозволи, се извини. добро, само да го догоша. Се добро обучени тоа да го спроведуваат. Прво, а второ, што ако ја затворат границата? Што ми е дел од решението? Се им дојат 2 милиона луѓе. Добро, Значи, абсурдно. сакаат да Ние имаат сме канал соговорник на кој само. може да му се јават и да може да Европа го... нема да дозволи она што го рече професорката по некој период од 4-5 години да се изврши таква демографска промена. Нема да дозволи Европа. Ако тоа се случи, рачунете дека во Европа многу брзо партиите од типот на Лепен, кои пред малку сега скоро на регионални избори скоро што не победи, молам, Мислам, Европа има своји значи заштитни нема меанизми, тоа нема да го дозволи. дозволи Европа тоа. Значи тие луѓе 2 милиона нема да дозволили колку ќе бидат да дојдат во Европа и да останат во Европа. Нека се смири малку Сирија. Значи погледни што прават. Прво ги скратија државите. Од време Меркел викаше сите бујрум, па сега ги скратија на 3. Сирија, Ирак, Афганистан. Само 3 од тие 3. Например, денеска или вчера у Македонија само 4 влегла. Само 4. Значи грците Добро, сега мора. уште е лошо Значи, морето, да. Да, ма ги има пуно. Загина пред неколку дена. Дена Бог. Да, лошо е морето, ама Значи, напред. Европа нема тоа да го дозволи. Ако почне таа мировна конференција, и ако им покаже некаков успех таа мировна конференција, ја мислам дека ќе ги вратат назад. Демографската слика е потик они да изнајдат решение, тоа неспорно е. Него во нашиот контекст не сме ние дел од решавањето. Ние сме само штрафче, едно во штрафче. И за за жал- жал линија и помеѓу нас и Србија, капацитетот на Србија да абсорбира можеби е 500.000. Ама и тоа не е решение. 500.000 не е Да бројка. ги задржиш така. Во оваа криза, ова е од големи размери. Кај нас е битно институциите да функционираат. Да. стабилна Стручни власт. се, не дека не знаат. Цивилниот сектор бил прилично агилен, а може да кажам дека и граѓаните на таа рута ги велеа па се до излез биле прилично, што е за Летише поздрвување. британците и швајцарците. Им ги зимаат сите пари што ги имаат, викаат. Се мора да остави. За да можеш да бидеш кај нас. Освен бурмата и како Или ова, оно друго се му зима. мора да Мислам, Европа Добро, тие се да, ама драматични промени јас се плашам дека ова може во Европа да ги пробуди оние мрачни сили од Ја мислам дека Европа ги надминала тие фази. Имала Европа случаеви кога на една држава наш пријател не ја дозволила премиер да избере затоа што бил од радикална партија. И тоа не го направиле. Мислам со Австрија се случи тоа. Не го избра премиер и има тони меанизми. беше баш така, Вие имате со протести Хајдер, извини, не беше баш имате така. протести во Германија против бегалците, имате протести и за бегалците. Значи тие општества се малку поразвиени, не можеме ние црно-бело во нашето општество што го гледаме тоа. Јас се слагам дека оно што го викаш, само да бидеме реални. За бегалците се во овој момент многу мали и тесни кругови, додека против бегалците се дига општеството, извини. За жал. За жал. Тоа се дигало и против нашите емигранти во 60-ти години. Не, тогаш нас не викаа да одиме таму да работиме, бидејќи немаше работна за сила и време ја направивме на- Германија таква како што За е. време додека Меркел беше канцелар, па имаше сериозни инциденти со турците во Германија, им палеа куќи, па имаше сериозна интервенција на државата. Сега да кажем, не можеме да ги ставиме од наша перспектива. Европската унија има 500 милиони граѓани. И таа е сериозна институција, ќе изнајдат оној начин со овој проблем да се справат. Но верувам дека оваа криза ќе биде дополнителен потик да го смират регионот од каде што цела ова криза е потикна. Затоа што бројките се огромни. 5, 6, 17 милиона луѓе се упрашање. Ако ова продолжи, сите ќе сакаат да бегаат. Траеме веќе повеќе од час и половина. Професорке Пендаров, Муслио, и благодарам што ова вечер бевте мои гости во мојата прва емисија на ТВ Нова. Ви благодарам на поканата. Опфативме повеќе теми.
сигурно во овој период до изборите ќе имаме прилика повторно да разговараме. Ви благодарам уште еднаш. Сега на позицијата за вести треба да е Љубиша Николовски, ако е на местото во ред, ако не, ќе почне за неколку моменти. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме за кратко.